Под притисок на јавноста владата попушти. Почнувајќи од понеделник, граѓаните освен сертификат за вакцинација, во кафуле, кафеана и на други локации опфатени со мерките ќе може да влезат граѓаните со потврда за прележан ковид, но само првите 45 дена сметајќи од денот кога оздравеле. Ова како најново од Охрид го изјави министерот за здравство Венко Филипче. Освен со бараниот сертификат за вакцина, најмалку една доза, за влез на сите настани кои што се организираат на затворено или отворено, ќе биде доволно да се приложи и потврда дека пациентот бил заболен од ковид во рок од 45 дена, тоа се оние неопходни 30 дена да помине времето за вакцинација, 15 дена да се организира вакцинацијата. И на само 2 дена пред стартот на новите рестриктивни мерки, речи си и никој да не знае што треба да се прави од 16 август. Министерот за здравство рече дека ако било потребно, веќе од понеделник ќе седнеле со угостителите да се договорат околу начинот на работа. Иако тие веќе алармираат дека имаат потешкоти да најдат редари, па затоа очекуваат дека од 16 август некои од угостителите ќе одлучат да затворат. За сите прашања кои што може да произлезат во меѓувреме, може да разговараме апсолутно со угостителската комора и со било кој што во негов процес на работа може да најде на некакви предизвици, еве го кажав начинот кој е за контрола на сертификатите. Освен во кафулиња и кафеани, вакцинален сертификат ќе треба да имате ако сакате да одите на базен или да престојувате во хотел или пак во игротека. И додека се подготвуваат новите конфузни мерки против COVID-19, граѓаните кои од понеделник ќе бидат затекнати во објект без сертификат за примена вакцина ќе платат казна од 250 евра, а казната за угостителскиот објект ќе се движи од 2500 до 30.000 евра. Од понеделник контролите ќе бидат засилени. Дел од правниците веќе реагира дека пазарен нема надлежност да ги легитимира гостите во објектите, ниту пак да прави увид со сертификатите за вакцина. Сите затворени угостителски објекти пак нема да може да организираат прослави, а во отворените делови кои се со капацитет од 30 гости, ќе мора да има и редарска служба. Што се однесува пак до рестриктивните мерки на границите за влез во Македонија, министерот за здравство рече дека барем засега не се размислувало за воведување на негативен PCR тест.